Значи, празнувањето на Божикот, на раѓањето Христово е центар на сите собитија во овие празнични денови. И сега кај нас, поготово, нели, црквата е со традиционализам поврзана, на кој што традиционализам јас малку сум поклонник, односно поклонник. Така, го почитувам традиционализмот, меѓутоа, ако традиционализмот оде во погрешни насока, тогаш треба нешто да отстапиме, нели, од тој традиционализм. Не мора да значи дека традицијата секогаш е добра била или па е, или па ќе биде. Значи, особено палењето на огновите, дочекот на Рождеството Христово со јадење, пиење, дочекот на Христовото рождество со печење на колбаси, вртење таму, со музики. Тоа е абсурд, деца, во нашата света православна вера. И се лутам. Не само јас, и сите ние свештениците, особено епископот наш, митрополитот Наум, се лутиме за ова. Сакаме од Струмичката епархија да направиме нешто посебно во МПЦ, бидејќи телевизиите од Скопскиот регион, македонската и сите останати, се многу влијателни врз целиот македонски народ и прават пустош од нашата света православна вера, колку е чиста, меѓутоа ние ја увалкуваме на некој начин со тоа. Значи, сите тие огнови, палење на огнови, играње, свирки, беснење, нека проштеват тие што се веселат. Значи, сето тоа е не христијанско е. Тоа не е вред, тоа не е наше. Тоа е дојдено од север, а особено скопјани си го земаат, или кумовци имат за сечење на бадно дрво, ти рековме рече, тоа е абсурд, тоа не постои. Славењето на Рождеството Христово е во нешто друго. Во природбата, во духовната природба на човеците. Во постењето, во правењето на добри дела, во дочекувањето на Христос, зашто дошол Христос во зимата? За да ги стопли нашите души, бидејќи сме во зима. Таа зима треба да ја одгониме, не со оган, со пален оган, туку со друго, со преобразба наша, со наше християнизирање на нашата душа, бидејќи човековата душа е родена христијанка. Треба да ја одгаиме ние сега на нас, во нашиот живот, тие години што ги живееме, треба да ја одгојуваме и да ја пораснеме, да ја одраснеме и да ја пуштиме на Господа, онака одрасната, порасната таа душа што се родила, а не со ова што се прави. Но како и да е сега, нели, што да правиме? Јас апелирам до сите верници во Македонската православна црква, поготово во Струмичката епархија, бидејќи не сме толку силни да даваме џоап на цела Македонија, апелирам да избегнат од огновите, да избегнат од јадење на колбаси, се строги постови. Какви тие печење на колбаси, а штом се строго пости, не смее да се играе музика, не треба да има. И така натаму треба да си го дочекаме Христос со смирени души, со палење на свеќички дома, во нашиот нели амбиент, со палење на темјан и така натаму и така. И утрешниот ден заправо, нели, бадникот доаѓа од зборот бадњак, што значи бдење. Од бдење, треба се бдее во молитва, треба се клечи на молитва, а не да се игра ора. Име, значи, погрешни сваќање на работите, меѓутоа јас мислам дека и другите епископи, другите владици ќе покушат еден ден веќе тоа да го разберат, да не дозволат во нивните епархии, па негде гледам и од црковните дворишта таму се палат огнови. Тоа е жив срам. Жив срам, тоа го нема нигде, само кај нас. И во Србија. Во Србија веќе нели си има традиција, ама тука кај нас нема традиција. Таа српска традиција преку Скопје дојде во сите пори. Србите нека се држат за нив, немам ништо против, ама макар имаме и против и за нив, затоа што они се православни. И не смеат тоа да го прават. Но што е тоа сега? Значи, ви користам вашата телевизија да наговестам дека, значи, на бадни ден ќе има во сите цркви богослужба, во Свети 15 во петокот вечер, односно на бадникот, од 5 саато попладнето, ќе почне богослужбата вечерна, до дека да заврши, а утредента односно вечерта на бадникот наспроти Рождество, во црквата Свети Кирил ќе има бдење, тоа што го заговараме, нели? Од таму доаѓа името. Бдење ќе служи Дедо Наум, митрополитот Струмички, горе во Свети Кирил, а пак тука вообичаено од 7 саато ќе си имаме богослужба во Свети 15 и во другите цркви. Вториот ден ќе има пак исто така богослужба, третиот ден дајде да постиме, дајде да се преобразиме, дајте да се и внатрешно и надворешно се очистиме, за да го примеме Христа
преку причесната, затоа што он речел, јас сум лебот кој што треба се јаде, јас сум крвта кој треба се пие, но достоинствено, достойно да го приеме, а не да играме музики, да правиме, мислам, таму скари и така натаму и така натаму. Ви благодарам, да ми сте здрави и живи. Христос се роди, вистина се роди.